Благодарам заменичке председателке, но се повикавте на овој членовите од деловникот кои што го уредуваат работењето на оваа комисија. Оваа комисија треба исклучиво, ама исклучиво, кога ќе кажам исклучиво, тоа значи исклучиво регулирање, односно усогласување со правото на Европската унија. Сега, бидејќи ја спомнавте кореспондентната табела и изјавата, ај вака сега. Инаку, хармонизација се прави исклучиво со директиви и регулативи. Тоа, програми, стратегии, што се повикуваат на други, не. Се знае кои се кореспондентни закони и директиви од Европската комисија. Тоа што вас видите сега, внимавајте. Исто изигрување на европското знаменце. Они европско знаменце и на писмо можат да стават. Они вака како што тргнале на писмо ќе стават европско знаменце, демек они се многу европјани, видите што пишале. Усогласуваат во делот 1.4 во делот на слободно движење на стоки. Има таков дел во извештајот на Европската комисија. Што има врска слободно движење на стоки со одземањето на директорот да не одговара пред инспекцијскиот совет? Јас не можам да разберам. Јас не можам да разберам, или вие нешто сакате тука некого да убедите во нешто. Што има врска слободно движење на стоки? Поглавието кое што го читавме во извештајот на Европската комисија, со директорот на инспекторатот кој што е 12 години директор да не одговара пред инспекцијскиот совет. Може некој на ова да ми одговори? Е процедурално. Што има врска слободно движење на стоки со намалување на критериуми и ставање на правник и економист во членот 12 за кандидати за инспектори, молим ви се, во општите услови за вработување? Може да ми објасните што има врска ова? Како ќе мотивирате некој млади луѓе, како ќе ги мотивирате да учат, да завршат и да се надеваат на мерит систем, на компетитивност, на квалитет, кога вие во законот уште имиња и презимиња да им пишете? Ова е европско усогласување на законодавство. Поглавието слободно движење на стоки. Ве молам, ние читаме ние, не. Ја мислам малку усул да имате. Повлечете го ова законско решение, врска нема со усогласување. Што има врска слободно движење на стоки, кажете ми, со директорот што не сме инспекцијскиот совет да го контролира? Што отварате отворени сомнежи за рекет? Отворени сомневања дека некој на некого треба да плати за да добие лиценца. И ги потврдувате сите јавни мислења за претходно што говорев за несреките. Дека некомпетентни лица ќе одат да проверуваат она што не го знаат, она што не го познаваат, и ќе ми кажувате ова има врска со слободно движење на стоки. Брука невидена. Немам коментар. Ова нема врска со Европска унија. Ова нема врска со европско законодавство. Јас не знам како не ви е срам бака да не само нас да не понижуват, граѓаните ги понижуват. Секој второ законско решение поминува со европско знаменце. Како не ви се досади повеќе? Како не ви е? Ја не знам немам коментар повеќе за вашиот неделовнички однос. И мислите дека тука што сте напишале во кореспондентната табела дека тоа е тоа. А внатре во законското решение што барате уствари? И дека тоа нема да допре до некого. И дека не сте под мониторинг. И за законот за прекршоци ви кажавме.
Да, во ред е да се намалат одредени прекршачни глоби, но некои требаше да бидат покачени. Затоа што оној со Дурмотурс или Беса има пари да плати. Тешко на оние кои што си замина и тешко на семејствата кои што тешко на нив. Поминал 120 пати граница. Нема кој да контролира. И сега овој директор, инспекцијскиот совет нема да го контролира. Зошто? Усогласување со европска регулатива. Ау, ма немој, молиме се, срамота, брука. Фалиминдери. Благодарам, тука ја прекинувам работата со оваа седница за продолжението на истото, благовремено кога бидете известени.